Она што ние како автори на овој документарен филм го заклучуваме на крајот е дека граѓаните имаат страф, се плашат да пријавуваат политичка дискриминација. Прво се плашат тоа да го направат во Комисијата за заштита од дискриминација, затоа што ја сметаат за државен, односно политички орган и сметаат дека таа не може да ги гарантира нивните права. Потоа, многу ретко, многу малку од нив се одлучуваат да поднесат тужба во судот, односно по судски пат да докажат дека некоја државна институција ги дискриминира на работните места. Ова се должи, кога зборуваме за тоа дека се плашат да поднесат тужба, се должи на фактот што судовите прават две процедурални грешки. Прво, товарот на докажување го ставаат на товар на граѓаните, иако тоа треба да го направат врз државните институции, и понатаму ги условуваат граѓаните дека прво морале да пријават во Комисијата за заштита од дискриминација пред да поднесат тужба до судот, што исто така со законот не е определено. Понатаму го отвораме прашањето околу составот на комисијата, односно нејзината независност, новомакедонската практика зависност од други државни органи. Потоа, пробивање на рокот од 90 дена, кој е задолжителен за комисијата кога треба да одговори на некоја представка што е поднесена до неа. Понатаму ги отвараме надлежностите и правата што ги имаат граѓаните, односно надлежностите на Уставниот суд, надлежностите на Европскиот суд за човекови права и колку тие може да помогнат во ваквите случаи на дискриминација. И секако на крајот поентираме со тоа дека навистина во Македонија законот за заштита од дискриминација во некои своји делови е зрел за измени.